Источниот регион стигна до 634 лица кои се во самоизолација. Бројката секојдневно расте, односно за само 2 дена, нови 250 случаи кои се во задолжителна самоизолација. Полициските службеници на подрачјето на СВР Штип вршат засилена контрола на вкупно 48 граѓани со решение за домашна изолација од Државниот здравствен и санитарен инспекторат и на 586 граѓани со потпишена изјава за самоизолација. Информираат од СВР Штип. Штип и понатаму останува со најмногу случаи на граѓани кои се во самоизолација. Досега се регистрирани и 7 заболени со коронавирус. Токму и поради ова, еден од 14 пунктови за тестирање е отворен и во Штип. Првите проверени брисеви покажале негативни наоди. Од денеска е отворен пункт за тестирање на граѓани во јавната здравствена установа Панче Караѓозов, но апелирам дека тестирањето на граѓаните ќе се врши исклучиво со упат од матичен лекар. Веќе од утре наши тимови на противпожарната единица и тимови на наши волонтери ќе бидат на терен и ќе започнат со дезинфекција на влезовите во сите стамбени згради. Општина Штип денеска ги снабди со заштитни маски сите локални и централни институции на територија на општина Штип. Пензионерите, лицата со посебни потреби, лицата со други болести да не ги напуштаат своите домови доколку тоа не е неопходно и да ги користат телефонските броеви на општина Штип. По Штип, кога е во прашање бројот на изолирани е кочени. Регистрирани се 131 лице изолирано со изјава и 5 со задолжително решение за самоизолација. За наша среќа, во нашата општина се уште немаме регистрирано инфицирани лица со коронавирусот, состојба што радува, меѓутоа и обврзува да сите ние доследно ги почитуваме сите мерки и препораки и да дадеме свој личен допринос во спречување на ширењето на коронавирусот. Во моментов во Делчево бројката на задолжителна самоизолација е 70. Таму веќе се започна и со шиење на 6000 маски за повеќе кратна употреба, а советниците се откажаа од паушалите. Тие ќе бидат донирани на делчевската полиција, здравствените работници, пожарникарите, граничната полиција, вработените во Царинска испостава Делчево, на сите ученици во основно и средно образование, на корисници на услуги во дневниот центар, на Сдруженијето на пензионери и на сите лица од социјално ранливите категории. Со оваа одлука се запира исплатата на надоместокот за присуство на членовите на Советот на општина Делчево за првите 2 наредни седмици на Советот на општина Делчево. А одлуката се однесува на членови на Советот кои имаат засновано работен однос на неопределено, а нема да се применува на членовите на Советот на општина Делчево кои се невработени. Средствата ќе бидат ставени на посебна сметка и ќе бидат искористени исклучиво за справување со кризата предизвикана од вирусот корона. И во општина Берово расте бројката на лица во самоизолација. До овој момент на подрачјето на општина Берово има евентуирано 88 лица кои се во самоизолација. Според информациите од ОВР Берово, истите се контролираат и ја почитуваат истата мерка. Состојбата на самоизолирани лица во останатите општини е следна: Проби Штип 49, Виница 36, Пехчево 15, Чишиново Облешево 15, Карвинци 9, Свети Николе 4 и Зрновци 3 лица кои се во самоизолација.